Почитувани граѓани, Република Македонија влегува во општествена, економска и политичка криза. Неспособноста да се управува со политичките процеси, да се испорачаат резултати кои се ветија и кои се потребни на граѓаните, владата и Заев ја втурнаа државата во поголема и поопасна криза. Се работи за влада со изгубен легитимитет. Влада која година и половина буквално не испорача ниту еден резултат. Договорот со Грција е параванот зад кој се одвива грабежот на деценијата. Кризата не е пречка да продолжат тендерите за луѓето од власта, да има 5,3 милиони евра во 4 очи за тендер за учебници, кој еве гледаме се одвива во неколку нови продолженија. Да се случуваат крвави тендери во здравството, криминални иновации, оние трагикомични тендери за лубриканти од 1,5 милиони евра, кои владата ги представи како борба за здравјето на граѓаните, а во исто време болните чекаат за инсулин во болниците, а во операционите сали нема ниту завој за преврска. Бизнисите на фамилијата на власт стануваат се поголеми, додека приходите на обичните граѓани се помали. Велеа дека биле за правда, но власта, освен тоа што прави политички прогон, бега од предлогот за нова обвинителска институција, која вистински ќе се бори против криминалот и корупцијата. А бега затоа што криминалот е во самата власт. Нема директни странски инвестиции, нема нови работни места, ниту пак 500 евра просечна плата. Нема поголеми пензии, подобри услови за студентите, нема поврат на данокот на додадена вредност, ниту зголемена поддршка за земјоделците. И сето ова додека градежништвото бележи рекорден пат од минус 30%, а капиталните инвестиции за 7 месеци се очајно ниски, 21%. И во локалната самоуправа, каде поминува речиси една година, апсолутна власт на СДСМ, немаме никакви резултати. Имаме една година неработа, криминал и очај. Ветија почист воздух, но резултати нема. Ветија мораториум на градби, но зградите во аеродром никнуваат во парковите. Ветија честно работење, но градоначалникот Шверцер од Ново село останува недопирлив за вистинската правда. И додека сето ова се случува, гледаме како власта се труди да ја поништи волјата на граѓаните. Продолжуваат со процедурата за уставни измени и покрај тоа што народот се изјасни против договорот со Грција. Ова се вика насилие. Процесот кој го раководеше лично Зоран Заев судира во зид. И додека тоа се случува, одново се лиферуваат нови лаги. Па така премиерот вчера ќе го слушнеме како името Македонија било заштитено. Во исто време, додека истата таа влада поднесува амандмани со кои 288 пати се брише името Македонија во уставот и го заменува со ново име договорено со јужниот сосед. Уште еднаш потсетувам дека владата, собранието и секој еден пратеник има одговорноста да работи и действува согласно волјата на народот. А волјата на народот е јасна и недвосмислено изразена на референдумот. ВМРО-ДПМН е против овој договор и така ќе остане. Изворот на кризата, која сега се случува, не е отфрлениот договор со Грција, не е ниту пропаднатиот референдум, туку самата власт и Зоран Заев, кои мора да си одат за Македонија да победи. А ве уверувам, со силата на народот, заедничката мудрост и одлучност, Македонија ќе победи. И сите заедно ќе се избориме за стабилност, европска еднина и сочувано достоинство.